Драги гледачи, вие гледате 1 на 1 сезона 10. Вечерашен гостин Елена Ристевска, а сега вашиот домакин Жарко Димитриевски. Јас сум Жаре, ова е Мешевски, ова е Гуру Карапе! Многу убава публика. За минатата емисија имавме лепа Брена, сега ќе имаме лепа Елена. I guess. Да. Започнуваме со вести од регионот. По изјавата на српскиот премиер Александар Вучич дека подобро се заработува во Србија отколку во Германија, мислам тоа го кажа стварно, во општината Аранџеловац козата Белка изела 20.000 евра. Ова е вистина. Да, ова е вистина. Имено, ја прашавме козата и таа ни рече дека долги години имала висок апетит и желба да јаде пари, меѓутоа поради лошата економска состојба, ете се воздржувала. Откако ја слушнала оваа прекрасна вест од Вучич, добила храброст и ја остварила оваа дамнешна желба. Значи, наравучени од овие луѓе да верувате во себе. Значи, да се трудите да ги остварувате своите желби. Како, например, оваа крава која сонува да биде Мерцедес. Да ги оствариме. Ти живееш близко до... Така, да. By the way. Да. Тоа не е твоја крава. На чичко ми беше. Сите знаеме дека Груевски побегна во Унгарија, односно властите тврдат дека побегна, нели, од прилика. Да. Што направи? На печалба да ти. Види, ако сакаш да знаеш вистината е дека да, отиде на печалба. Значи, слушајте, ова е најново, не го знаете. Значи, жива среќа што вие, драги гледачи, вестите ги добивате од 1 на 1, а не од вести, па ќе дознаете нешто друго. Значи, ви информираме за вистинската причина заради која Груевски е во Унгарија. Имено тој добил понуда за работа. Сигурно, само моц, како моден креатор, моден дизајнер нешто. Така нешто. Не, иако ти држи вода муабетов. Речи, ај изгуглајте Груевски кошули, пишете Груевски стайлинг, нешто, и чисто да видиме што ќе излезе. Чисто да видиме, ајде, некоја? Значи го гледаме Груевски, овде си е нормален, не му фали ништо. Дај друга слика. Овде реално не треба да се комбинира двака, од Фешенел ме учеа исто да носиш и горе и доле. Друго нешто дај. Овде Пешевски му љубомори. Тоа што гледате. Вика, леле, јас да имам ваков стайлинг. Но понудата за Груевски е за нешто сосема друго, не е за дизајнер, значи му понудиле да биде актер. Треба да биде актер. Знам јас. Сигурно ќе снимаат филм за Паја Паторот, а? Шо? Не. Мешевски. Уште подобро од Паја Паторот. Значи, Унгарија ќе снима филм инспириран од најголемиот и најпознат таен агент Джеймс Бонд. А Груевски ќе игра главната улога. Значи, има се во сценариото. Има мистерија, има акција, има прислушкување, има тендери, има кинески автобуси, сметки на Белизе. Джеймс Бонд, значи, од се по нешто да има. И дури, ова е најако. Има кодно име исто така. Значи, Джеймс Бонд, кој му е кодот? 007, знаете кој му е кодот на Груевски? 00247. Значи, браво. Цело време на должност, браво. 24/7 должност, браво. И ние стапивме во контакт со продукцијата која го снима филмот, некоја руско-унгарска продукција, нема верска. Значи, имало и продуценти од Србија, ама имало и продуценти наши
вмешани во филмов и тие беа ептен фини ни го пратија најавниот постер за филмот со Никола Груевски како агент од 00247. Сакате да го видите постерот? Значи постерот за филмот, дами и господа, ексклузивно Владимир Путин presents a Виктор Орбан филм. Опа, Грујо. Добро, а како ќе ги снимаат тие експлозии? Тоа све е анимирано, бе, на компјутер. Стварно. Не е анимирано, не е на компјутер. Се е тоа вистинско е. Ги снимаат со динамит, ги снимаат, да не тупат. Со динамит. Ај. А сега да кажеме 2-3 збора за марихуаната. Адриан Ганџа. Да. Забележливо е, дами и господа, дека Македонија почнува да се фокусира на бизнисот со одгледување и производство на марихуана. Градоначалникот Надемир Капија најави не една, не две, туку 3 фабрики за марихуана и авантуристички парк. Бидејќи тоа е тоа што го сакаш кога ќе се надуваш. Авантуристички парк. Тоа е! Како може едно со друго? Идеите за фабрики за марихуана и whatever авантуристички парк не идат толку многу една со друга, што дури Исус го гледа као друже, сериозен си, да не си надуван. А ни Охрид не заостанува, па така во Охрид ќе биде отворена голема фабрика за производство на марихуана. Значи, овие другиве се малечки изгледа, а ваму големата ќе биде. И дури Зоран Заев, нашиот премиер и крал над 4 циклите, призна дека ќе влезе во бизнисот, велејќи апелирам секој што има ресурси да вложи во оваа дејност зашто е профитабилна. Види го ти Зоки Ескобар. Да. Ова, дами и господа, е тој Пабло стайлинг на кој треба да се навикнеме. Оделата, тоа се само премиерска фасада. На тема за овие фабрики, медицинска употреба, можна легализација, премиерот го кажа следново. Ми кажуваат луѓето, дај бе направете го чекор. Мала земја сме ние, ќе исконтролираме. Вика, знаеш како во Амстердам, значи веќе сите се нема развод на бракови, сите се сака стрекни, хај се, викаме некој работи, мора да има контрола. Нема разводи, човече, сите се хај. Нема разводи. Нема разводи. Видете, мислам дека нема теорија тревата да има врска со ниската стапка на разводи во Холандија. Тоа мора да е случајно. Така, Васко? Значи, само будала човек може да помисли дека тоа е случајно. Точно. Не е случајно. Не е случајно. Не е воопшто случајно. Се знае дека главна причина за разводот не е неверството, туку недостатокот на марихуана во бракот. Заради тоа се разведува луѓе, како што може да видите. 40% одговориле слабо марихуана. Заради тоа се разведовме. Инаку за оние кои не знаат, марихуана, канабис, коноп, фиш, ганџа, значи се е тоа исто. И верувам има дел од вас кои не знаат за низините влијанија. Значи влијанието од алкохолот ги знаеме сите добро. Ако доволно добро се наљуваш, ќе пробуваш да се разминеш со својот одраз во огледало, како овој ценет господин тука, например, гледате? Значи тој пробува, вели ајде ти прв. Чекај, не ли требаш? Ти ли кидаш или ја кидам да ти... Значи, ако доволно добро се наљуваш, ќе изгледаш како овој господин овде, или пак ќе одиш наоколу со приказка дека Ангела Меркел пати по извесен наќе од село Ижиште Кичевско. Бог да чува. Меркел и наќе, то су срца два. Каква прича. Влијанието од марихуаната не им се на сите познати, па решивме да ви представиме. Значи, ако земаш нешто квалитетно, тоа влијае на самодоверба и добро расположение. Тоа влијае до толку на самодоверба и добро расположение што ќе немаш гајле да држиш говор буквално пред својата слика. Значи, буквално, ова сум ја,
А и ова сум ја. Ја. Но, има и лоши страни. Значи, лошо е ако земаш нешто неквалитетно. Да. Па така, ако земаш нешто неквалитетно, ова си ти пред, ама можеш вака да изгледаш потоа. Да. О, знаеш која сорта е, Харе? Па не знам, ова е, мислам... Да ти кажем која сорта е? Спива. Не, канабис за спива. Да, тоа е посебна сорта. Инаку, ова не смеам да го кажам, ама има специјален дилер во собрание што им носи од канабис за спива, исклучително е популарна во собрание, како што може да заклучите од овој пример, например. А исто така и од овој пример. Да, значи, се користи канабис за спива на големо. Значи, да. Значи, одличен чај. Навистина треба да се внимава луѓе што се зема. Или што би рекол Милан Калинич. Не, речете не дрогама, али ако веќе кажете да, само квалитетно. Си кажа човек. И после се што зборувавме, замислете ја хипотетички да ја прифатиме марихуаната максимално, значи фул. Ние ќе почнеме сармички во марихуана да виткаме, например. Ракија марихуаница ќе направиме. Значи, на никој до сега не му текнало да спои 60% алкохол со марихуана. Значи, каде ќе ја продаваме, знаете? Па се разбира, во авантуристичкиот парк во Демиркапија. Таму ќе ја продаваме. А инаку, во ваква ситуација ќе треба да ја промениме и химната, бидејќи све ќе менјаме, нели? И ќе имаме нова химна поврзана со овие ново настанати ситуации. Новата химна ќе ни биде, Харе, која? Немам идеја. Ја мислам да биде една од Ластовица, една стара. Може. Ти текнува која? Идеме. Раз, два, три и... Пуши, пуши, пуши ме, кајле си, нема ме, пуши цела нација, со гаранција. Инаку бевме мали кога беше песна актуелна, ама... Не знаевме дека Владо уствари не пее за цигари, ама... Да, откако дознавме, тоа беше травматично. Сосема нормално е човек да се запраша дали сега, кога веќе можеме да ја садиме, треба и да ја легализираме. До некој степен или целосно веќе е легализирана во Холандија, Канада, Белгија, Шпанија, Чешка, голем дел од државите во САД и така натаму. Од една страна има многумина кои даваат куп придобивки од можната легализација, од друга има такви кои велат не, тоа ќе потикне користење други потешки дроги и така натаму. Клучно за сите е следно: да се отвори дебата, да се дискутира и на оваа тема, и на темата за бедните услови по студентските домови, и на темата за тоа што правиме со успешните македонци и зошто секогаш ги плукаме дури се тука, а кога ќе заминат велиме леле какви легенди беа. Треба да научиме да дискутираме, да дебатираме, да влечеме поуки од дебатите и истите да ги применуваме доследно. Само така ќе одиме напред. Само така. Само така. А напред не се оди ако не знаеш што се случило назад. Повторно во 1-1. Индијана Джонски. Надежниот млад археолог Индијана Джонски. Ужива едноставно што е во емисијата. Погледнете. Нема се неговите 5 минути. Седи Индијана Джонски. Леле, колку го сакам овој пречек, да ти кажам. Значи вака, Индијана Джонски, за Посебно... тие што не знаете, животот го посветува на копање работи, наоѓање работи и упорно мисли дека доаѓа до нешто екстра јако. Немој да викаш упорно мисли. Јас наоѓам многу добри работи, како и денес што најдов. Што имаш денес? Денес е врвот. Ајде, што најде? Нешто Луѓе. вредно? Ова е врвот. Ова е уствари. Знам ја Види што го е. жарче. Ова ти е... Не успев да го најдам гробот на Александар Македонски, но го најдов писмото кое што Александар Македонски го пишувал на Роксана, љубената. Значи... Мислам, чекај малце, види ги овие форми пред се, види ги, као цветчиња, имало срциња. Добро, Имаше едно друго као и пајчиња и праќаше и после он не знам што зборат за него, човекот бил праќа златове, пајчиња. срце, пајчиња, Цветчиња и праќа цветчиња. и срциња.
Добро, вака да ти кажам нешто. Знам дека пак ќе се изнервираш, али чисто да ти доловам. Ја знаеш дека имам еден куп такви писма под биро. Топ. Чекај малце, значи тој се скабал пишење ствари. Боже, Ова Значи вака, сакаш да ги преведеш и овие писма да ти ги дам? Имам неколку. Сите ќе Нормално, ти ги нека дам да сакам, ги дај ми ги преведеш. сега. Еве, седи, само да ти кажам нешто, вака. Джонски, немој да се... Знам дека секогаш откако ќе ти кажам што е работата, ти почињаш да пцуеш, да се дереш на сите, као ние да те сме ти криви и такви работи. Само да ти кажам, ова ните е писмо, ните од Александар, ова е тоалет хартија. За газ. Значи не. Така да продолжиме, ако може. Значи да продолжиме, ние одиме со Значи, след... вие ме Ами вие на секој мене Мислам, како може да фрлате тоалетна хартија на земја? Се знае бе кај се фрла тоалетна хартија. Мислам, во канта, кај што има хартија, кај што се фрла пластика, се фрла пластика. Значи, Јас не можам пластика. према секој да доаѓам овде дека Жарко, стакло, хартија. Хартија, Така може да е, се и ја им викам. инспирате. 2019 доаѓа. Матер, нема. Јас ја заборев прес. Извини. Има потреба, извини. Дечевски, дај бе, Извини. брат. Ајде бе. Елена Ристовска е во 1-1, дами и господа. Не сега сме. Извинете, не ве видов. Недалко, па оривче и батачиња. Кој е среќен ни кара батак, деца? Туку да се префрлиме ние на зборот на денот. Денешниот збор е бокето. Бокето, што на јапонски значи она кога ќе се замислиш и загледаш некаде далеку во далечината. Бокето. Жаре. Извини, се мислев уствари како сега ќе се напијам чај. Ето тоа. Ето ти. Не. Толку, а? Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Израснати под топлото македонско сонце и одгледани со неверојатна љубов и внимание. Највкусните македонски вишни, преточени во прекрасен вишна нектар за секојдневно уживање. Нов Вива премиум вишна нектар, без конзерванси и без адитиви. Природно си е природно. Со секој изгреј сонце се раѓа нов ден, а денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Погледни поинако. Не сум само празна кутија. Утре може да се вратам во нова форма. Амбалажата што има минато, може да има и иднина. Ослободете се од хартијата и од композитот во новите сини контейнери во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Нов крал, нови правила. Сега пеам заљубен, преград отворам јас. Слејан сум со пролета и со се во овој пот. Крали Марко, пиво за уживање.
сезонска ски карта со вклучен сезонски ски паркинг за секој дел од денот, сите настани во календарот и секое ноќно скијање оваа сезона. Цени во предпродажба 9.990 денари до 23 декември. Редовна цена 19.990 денари. Посетете не на skimavrovo.com. Пакувај се за зимување. Савана те носи на скијање во Бугарија. Освој ги планините Рила, Пирин и Родопите, а доколку сакаш само релаксација, тука се прекрасните хотели во Боровец, Банско и Пампорово. Не размислувај, провери зошто најдобрите понуди за зимување се во Савана и пакувај се. Је си ми дал ние улје? Најдоброто улје за голф пет. Да си ти нормалан! А како ќе кукат с тим? Што е ова галама? Ајде шнел гости чека ручек. Ама газда така ми кажувал. Брилијант. Водечко масло за јадење според потрошувачите во Република Македонија. По сите карактеристики. Прочитај повеќе. Доаѓа зимска ноќ, паѓаат први снегови. Мајде пробај ме на -20. Потопло, поевтино, поквалитетно. Еколайф пелет за вас. Со потекло од чистите и зелени планински долини, направени по стари, традиционални рецепти. На современ начин и модерни технологии. До совршен вкус. 100% млечни производи. 100% малешевски производи. Купувајте малешевски производи. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature. Најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Назад во елемент! Убави денови, дами и господа. Празници, Божик, слави. Имаме нешто специјално за вас. А тоа специјално нешто е божикен чај од Good Nature. Омилен во нашата канцеларија со ројбост, цимет, карамфилче и мускатно оревче. Божикен чај од Good Nature. Но тоа не е причина, ова целово со ладното, не е причина да не си направите нешто поврзано со лето. Сега ќе ви кажам што. Број 1 туристичката агенција со речиси 30 годишно постоење, Савана, нуди ран букинг за летување во Грција по цени од само 49 евра. Одете на savana.mk, проверете ги понудите за early booking и заштедете многу. А ако живеете брз живот, неизбежно стресен, не се храните нешто посебно редовно или најздраво, ви треба малку помош да си го рестартирате системот на природен и здрав начин, затоа тука ви е Активија. Да, единствена на пазарот со Бифидус акти регулари за добар метаболизам и добро варење. А сега тука е нашиот музички бренд, кој што има и нов бренд да ни презентира. Зашто станува збор? Ќе ни каже Елена Ристевска. Музика за Елена. Не може така. Ти благодарам, ти благодарам. Само ти подароци. Дали е ова нешто поврзано со тоа што спомнав? Да. Нов бренд, ново, не знам што. Кажи ни ти, зашто се работи? Вака, прво, добро ве најдов. Почна одма ме збуни. Се шалам. Значи, тоа е by Елена, Luxury Cosmetic Line.
Значи се работи за еден нов мој, лично мој бренд. До сега сум рекламирала разни брендови и разни фирми како заштитно лице. Овој пат создадов една своја линија на органска и природна козметика. Немој да аплаудираш. Која... Знаеш што ми дала? Hair growth spray ми дала. Hair growth spray ми дала. Да. Ама морам да објаснам. Добро, да не судиме пред време. Така си е. Еден од продуктите кои што го создадовме, всушност е за раст на коса, бидејќи многу ми падна жал жаре, секоја емисија потенцира како има даje на харета. Проблем. Он има коса како гиш. Добро, кул. Чекај сега малку сериозно. Значи, ова ќе се продава по продавници, ќе може луѓе да си го купуваат ли? Па всушност најмногу ќе се продава онлайн, бидејќи го замислуваме со Slimline заедно да биде интернационална компанија која што ќе продава органска и природна, како што кажав, козметика, со тоа што во козметиката во моментов немаме декоратива, тоа значи дека немаме шминки, а наскоро и тоа се планира. Браво! Моментално ги бирам узорците. Ќе бидат сите убави како тебе. Фала ти на комплиментот, се надевам. Идејата беше да создадам нешто всушност за себе. Нели секогаш човек да мора да капе паричка и од други страни, не само со музика да се притрам сега. Покрај тоа, всушност, покрај таа цел, мојата цел беше кога отидов во Slimline да ославам. Првично тоа беше идејата. И не само да ослабнам, него па добро, сега во моментов сум во фаза се уште на слабење, но ти благодарам на комплиментот. Значи добро, има функционираат продуктиве. Апсолутно. Всушност сакав да создадам и знаете како знаеш како жаре, прости вака. И они знаат. Да, и вие. Дека всушност секогаш нешто ми фали, во смисол на кога користам еден препарат, дали било тоа некоја крема за тело или за лице или некоја маска, се нешто или е премногу мојата кожа сува или е премногу не знам како и така натаму, да не одам во детали. Всушност сакав да си создадам козметика специјално направена за мојата кожа, за мене и за мојот организам, продукти за слабење. Така што се обратив кај нив во Slimline клубот и тогаш ни се роди идејата кога веќе создаваме нешто за тебе, зошто да не може другите да го пробаат. Браво. Така што името како му е официјално? Идејата за името е Caribbean Body. Caribbean Со тоа што не се работи за тело на жена, окей, секако тело на жена на маж. Може и машки Caribbean Body да е. Да, бидејќи имаме и доста детокс препарати. Всушност идејата е дојдена од една рибка која се вика Rainbow Parrotfish. И не знам на македонски како се вика, нема. Како изгледа рибка? Не гледај така. Има две бои кои што ги користиме за логото. Во моментов е подготовка и логото. Јас не сакав нешто да изимпровизирам само за колку да го донесам на брзина овде. Во иднина ќе можете да го видите тоа на caribbeanbody.co. Таму ќе имаме малку повеќе информација околу сето ова што го зборувам. Значи логото се состои од две бои. од ком? Рибката го зеде. Нема ком, зафатар. Добро, окей, caribbeanbody.co. Да, всушност ова нешто ми е од многу одамна идеја. Една огромна желба од многу, да речам, уште пред да почнам да пеам. Да имам своја линија и не само на козметика, за козметика и декоратива шминки, бидејќи ние жените сме познати по тоа дека сакаме да испробуваме разни брендови и така натаму. Туку и брендови кои што во еднина ќе спаднат под едно име кое што го смислив од неодамна, затоа не верувам ни дека ќе ме прашаш, бидејќи можда не ми следиш на Инстаграм на пример, да речеме. Мислам те следам, ама не те гледам. Да, едно делче Ера што се вика. Оправдано. Сега девојка ти ќе прати ради козметичката линија сигурно, да. Она не мораш ти, се шалам. Всушност се работи за брендови кои во иднина ќе ги ги најавувам, а во иднина ќе ги реализирам како проекти, не само за тоа, него следете си Елена на Инстаграм и сеќа си дознаете. И дизајнерски брендови, да. Види ми рече и што од мала си знаела. И след тоа ме потсети и викаш, уште пред да знам дека сакам да бидам пејачка, знаеш за ова. А кога знаеше дека сакаш да бидеш пејачка? Да, тачно. Од мала или не? Па од многу мала, да. Да, и кога се родив, тогаш веднаш знаем се. Добро, не до тоа, се шегувам. Кога ти се први сеќавања, јас ова ми се допаѓа, знаеш, првичниот момент е бараш одобрување. Значи прво не знаеш дали те бива или не. Тоа и гледам кај многу кандидати, бидејќи многу често сум била во жири комисии за речам таленти. И најдов еден интересен момент кој што јас го имав на почетокот на
да речам, и како дете, но и потоа во почетокот на кариерата, пред да се пријавам на N2. Бараш одобрување дали е тоа добро или не. Дали навистина имаш талент или не имаш. И всушност најинтересно е кога родителите првично те осознаваат, дали тој се осознава дали нели ако имаш малку талент, па дете во пее или не, тука имате па пред роднините, пријателите, нели ќе дојат ајде запее оваа песна, да запее она. Всушност од тогаш почнуваат тие некои Приеше на слава така пример нешто куќна слава или што и да е прослава, ајде сега Елена да ни запее нешто. И што пееше, се сеќаваш? Стари традиционални македонски песни Така? кои што си ги негував потоа и на Игрорна. А нешто Веќе се така враќаме назад. фолкфест нешто имаше? Цветници, Валандов. Цветници. Сум гостувала на Цветници, да. Како Цветници многу добри песни има и Валандови и сите тие. Сериозен сум. Имаше една има, песна зашто многу така добра. рекаш? Ај што пие, но зошто кршиш, еј што ти е. Не знаете тоа? Не? Не сме од таа генерација Се жарестарсите. сите мислат дека измислив песнава човече, а вистинска, изгуглајте ја. Боже. Ева ја знам. Ова ја знаат од ден. Чека, кога сме кај тоа? На кој спот носиш фустан што сама си го дизајнирала? Ден и ноќ. Тоа беше црно-бело фустанче, ми се Да, чини. јас сум позната кај моите соработници за идеите, секогаш нешто ми текнува така лудо, уште од почетокот на кариерата и ми текна идеја да биде црно-бело фустанчето во спротивност од завесата која позади беше, нели, ако се сеќавате на тој спот. Добро. И сега ти го дизајнираш, ама некој треба и да ти го направи. Да, тогаш во тоа време мајка ми ги правеше моите замисли. И да бидем искрена, некако секогаш најмногу ме погодуваше не затоа што ми е мајка, затоа што имаше многу осет, а она шиеше само за нас. Значи никогаш не работела тоа да речеме професионално. Од таму и желбата за дизајнирање. Од таму почнаа многу приказни. Кога ќе видите дека нешто е добро на вас, ќе го облечете, ама не ви е до крај она баш за вас правено, нели, ќе го пробаш. Тачно. И всушност тога сватив дека знам и да цртам, тогаш знаев дека можам и да дизајнирам и дека можеби нешто од тоа еден ден ќе помине во професија. А не сум те врежал никогаш родители вака, пример мајка ти конкретно строга, не строга, каква беше? Знаеш, Елена да знам од каква мајка е дојдена. Мајка ми беше полицаец. Што значи Ако баш тоа? сакаш да знаеш. Работеше во МВР? Секако дека не. Мајка ми беше домакинка и денеска е домакинка, никогаш, да речам, посебно не имала некое работно искуство. Се грижеше буквално за мене и за сестра ми цел живот, што е една среќна околност за мене во мојата професија, која што е професија преполна со ајкули, како тебе, например, да речеме. Например, чекаш да ме изедеш со некое следно прашање, се шегувам. Не, ја не сум ајкул, јас сум тоа рибката, како ја рече. Таа рибката, Rainbow Parrot Fish. Да. Сум тоа. Всушност, и многу сум срекна што некој буквално одеше по мене и се грижеше за мене во почетокот на кариерата. Значи, полицаец во добра смисла. Во позитивна смисла, секако. Секогаш се околу мене, значи правеше и се грижеше и ден денес ако не ми е мајка ми буквално. Значи бодигард, нема и готвач, пола работи нема да бидат како што и треба. најдобар пријател и сето. Да, и благајник. И благајник. Да. Јас парите и кај неа. Па нормално, па да. Па она на сметки чуда се шала. Добро, кул. Се шегувам. Најново, бидејќи не те следам на Инстаграм, а те следам. Значи те следам и знам дека најново беше нешто те следам во Америка беше. Да, така? тоа е најново, но... Колку време беше, Боже, некако на Инстаграм, барем по сликите, бајаги се фати. Многу се си фати, викам да. да не се врати ти и си пушта сликички, знаеш. Така тоа, бе. Па нормално. Нормално, 2 месеца во Америка. Не, бев на два пати. Добро. Првиот пат извиднички, повеќе да видам како е, бидејќи никогаш претходно немав отидено во Америка, за чудо. Виза лесно зеде тоа, така работи? Да, туристичка секако. И всушност два пати бев туристички, со тоа што вториот пат снимав спот за една песна која што ќе излезе наскоро на англиски пазар. Да. Чекај, на англиски ја пееш, така? Да, на англиски. Како ќе се вика? Втора Имаме име? соработка со, да, Superstar. Суперстар ќе се вика. Да. Добро, топ. Кирил од Русија е оној менаџер кој што се појави некогаш за текила и лимон, ако се сеќаваш. Да. Потоа имавме едно гостување во Москва, во Русија, на Mayday, еден хип-хоп фестивал пред околу 100.000 луѓе. Како ги запознаваш Русија? Како тргна? Тој ме најде мене. Значи, соработува и со Дарко, соработува и со многу албански пејачи од Албанија, од Косово, но и секако стигна преку, нели, заинтересираноста за Балканот и пејачите од овдека, бидејќи тој соработува со многу пејачи од секаде од светот. Ги има во своја продукција, како да кажам. Всушност тој изрази желба, бидејќи е и воедно и рапер,
да направиме соработка. Таа првата соработка што ја спомнав Bitcoin and Gold се вика. Добро. Да речеме во Русија веќе колку толку ја знаат, иако искрено не пројде не знам како, бидејќи имаше балкански примеси, не знам колку ја осетија и разбра. Всушност ја пеевме на тој фестивал што ти кажав пред 100.000 луѓе и беше навистина многу убаво. Од тогаш тој сакаше да продолжи соработката, се сретнавме повторно во Њујорк кога бев минатиот пат Кога беше туристички. Да, кога бев туристички секако се сретнавме случајно, па бевме во исто време во Њујорк и проразговаравме за уште песни да соработуваме со тоа што ајде се роди оваа идеја. Чекај, кога ќе има спот така нормално, го ти да спот да спотот го снимаш. снима во А Мајами. кога ќе излегува нешто знаеме во монтажа? Па би требало наскоро моментално во монтажа, да. Добро, одлично, суперстар. Суперстар. Неговиот дел е во Лос Анџелес снимен. А твојот? Мојот е во Мајами. Во Мајами. Во Мајами бидејќи јас веќе бев во Мајами и тоа беше бело многу нешто, интересно. некои фустанчиња, нешто имаше, така, тоа е тоа, тоа е од спотот. Свадбарски. Со шалом. Да, ќе има трилери некои такви. Тоа се знае, тоа Сте дека има. чули Елена како пее ултра народњачки? Да, им живи мајка нешто ултра народњачки. Не, ова ќе го искористиш после за најава на емисијата, не. Нормално дека во Форспан ќе оди. Нормално. Вака. Чекај, одиме. Чекај. Пред да ја отпеам песната што ми е омилена, се шегувам. Добро. Значи вака, често со моето друштво знаат дека не обожавам баш многу турбофолк. Да речам некои шлагерски песни, балкански обожавам, сето тоа е окей, но турбофолк, например, да речеме, не ми е баш некој факт што многу го сакам. Ама, за чудо, трилерите ги носам во себе. Бидејќи потекнувам од поднебие кое што си има природен трилер, си имаме ние во традиционалните македонски народни песни. Кога сакам да дадам некоја, да речам, интересна слика за мене. Ова ќе скратиме иначе. Добро. Не, чекај се, најава. Мора да се оправдам. Кога се случува да бидеме на некој патување или некој имаш тама или кој има на пауза, да речеме со моето друштво кое стално измислуваме некои глупости, мене ми доаѓа искрено луѓе да отпевам. И да речеме тоа. Хочу ноќас да ти признам. И така натаму. Поштовање. Не. А најново е дека имала нова песна, токму таа пејачка Стоја, мислам дека се вика. И јас секогаш кажувам дека е мојата омилена. Дека е Стоја твојата омилена. И сега сум горда да има нова песна. Немојте да ме сватите погрешно, ама тоа е. Се шалиме со моето друштво. Апсолутно, зезанција. Само сакам уште нешто да те прашам за Америка. Беше прв пат, втор пат. Ќе одиш, знам дека и трет пат веќе ти е најавено, да. Нели некојаш си мислиш онака, добро, зошто идам цело време, зошто не останам 5 месеци, 6 година, од кај да знам. Сериозно, ова сега више сериозно останува интервјуто. Кај се гравчињата читаш на гравчи. Изгледа. Зошто? Го размислуваш ова? Да. Размислувам да бидам, ајде не пола, ама да бидам прилично многу полого време таму. Морам да признаам дека нашинците во Америка едва чекаат да отпеам нешто таму, бидејќи има многу понуди. Секако дека не. Не, имам прилично многу понуди за пеење во Америка, во повеќето градови, посебно во Чикаго има доста македонци. Бев на пар од нивните, да речам, нивни забави, но бидејќи бев туристички, секако дека не гостував. Ова е супер само сега и пријателски малце. Чекај, тоа би значило да се одселиш на некој начин. Па не би можела да се одселам од оваа моја прекрасна. Не, значи тоа не доаѓа во обзир пример. Не доаѓа во обзир бидејќи имам и фанови обожаватели. Така е. Тоа ми се допаѓа, сега ќе ја чуеме Елена да пее со бендот. Значи со својот бенд, Во така? непон состав, бидејќи Сара и Јана не се тука, пратичките вокали. Изимпровизиравме да кажам нешто, се надам дека ќе им се допадне. Кул. Одиме да ја чуеме Елена. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Too many times, my love, he makes me feel like nobody else. But my love, he doesn't love me, so I tell myself, one, don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone.
So I tell myself, I do. One, don't pick up the phone. You know it's only calling because it's wrong in the long. Two, don't let him make you have to kick him out again. Three, don't be his friend. No, you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you want him, you ain't getting over him. I got no rules, I got that. I gotta tell them to myself. I got no rules, I got that. Don't let him be. Don't be his friend, don't be his friend. I got no rules, I got that. 1 на 1, овозможено од Good Nature, најдоброто од чајникот на природата. Имам нешто да ви покажам. Вишна премиум нектар, направен од највкусните македонски вишни, преработени во фабриката на Вива. Благодарение на најсовремената технологија со која располага Вива, производот во себе ги содржи сите хранливи состојки, витамини и минерали кои ќе ви помогнат да го зајакнете имунитетот во овие студени денови, а бидејќи е студено, внатре ви треба топлина. Потопло, поевтино и поквалитетно решение се Еколайф пелетите. А1 класа, секој што пробал веднаш се уверил дека има разлика. Најквалитетни пелети на пазарот Еколайф пелет. И поздрав до моите девојки од Фешенел, моите стилистки, Powered by Елена Лука. Фала! А сега, нешто, ти не знаеш за... Мислам, не дека изненадување, него не ти кажавме, заборавивме. Вау, Имаме топ 5. што ќе ме удри се? Имаме бумбарче топ 5. И Елена ќе ги прави тие топ 5. Елена, повели тука. Дојди! Ајде. Дојди! Значи, бумарче. Застани си тука, повели, драга моја, на средина. Значи, топ 5 правила за слави и прослави. Значи, за да си поминете добро овие периодов, нели, на слави, слушајте Елена. Значи, топ 5 правила за слави и прослави. Број 5, Елена! Не зборувај за политика. Не зборувај за политика. Топ 5 правила за слави и прослави. Број 4. Не зборувај за политика. Не зборувај за политика. Број 3. Не зборувај за политика. Не зборувај за политика. Број 2. Не зборувај за политика. Не зборувај за политика и мислам дека знам кој е број 1. Значи топ 5 правила за слави и прослави. Број 1. На слава не се оди гладен. Повели? Обично сите од напред одат. Позади што Повели, сигурно. седни си. Продолжуваме ние. Десна рака ти е асистентката, ја спомна и тука ни е Елеонора некака. Поздрав. Ка? Да не ми е Елеонора и мајка ми. Здраво. Ништо. Да, сакаме чисто да те прашаме, значи, што значи да имаш асистент, чисто за еден пејач, за една звезда, е овака како си ти, што значи тоа? Значи, дали не се замараш за ништо, пример? Не можам да ти го кажам тоа за себе, бидејќи Се замараш, јас сум човек кој што се замара буквално за се. Ај вака да парафразирам, пробуваат ли да не се замараш за ништо? Многу пробуваат да не се замарам за ништо. Всушност, веќе добро ме познава Елеонора и повеќето соработници. Добро. И една од работите кои што навистина многу и фала што никогаш не ја заборава е дека не сме да ме изнервира пред било кое снимање, сликање или концерт и слично. Добро, значи тоа не значи Ама дека нема проблем. не никој да ме изнервира, не само он. А што ако има проблем? Што прави во тој случај? Ако има проблем, најчесто го решава сама. Например? Ама тоа е кога е непосредно пред самиот настап или какво год да е снимање во прашање. Да речеме, имаше една ситуација која беше екстремно многу смешна и ден денеска не знаеме како ја решија сите тимски, бидејќи имаше да настан како Марс Радиски фестивал, каде што добивме неколку награди, јас и авторскиот тим. И имав една многу убава идеја, сите да се појавиме во бело, не како песната сега може и да искористиш ти, туку сакавме така да има интересна, нели, една слика која ќе не погледнат на сцена. А имавме Бумбар беше од таа приказна. Поздрав. Тачно. Затоа кажа, позната сум по идеи, некогаш луди, некогаш не. Добро. Некогаш глупи, ама тоа. Всушност сите бевме во бело навистина, јас се уште не знам како, бидејќи фалеа две
да кажам, 2 целосни пресоблеки за бртичките вокали. Ајде. Не знам како се snашла. Не смела Елеонора да ми каже, асистентката, дека всушност има некаков проблем. Го решавале, што правиле, како правиле, дали од дома земале, дали носеле, дали... Јас навистина не знам. Кога се вратив дома и кога видов... Сакаш да кажеш? Како си се снашла сега да обзнаниш? Не, криминално нешто било, не смееме да кажем. Тоа е за зад камерите. Добро. Да. Значи цели 2 аутфита фалат, ти појма немаш за тоа? Да, значи 14 луѓе треба да бидат облечени во бело. Прв пат дознаваш се до после настанот, тогаш прв пат. После настанот прв пат дознав и најсмешниот дел беше кога се вратив дома. Добро. Така лабава, уморна и гледам две облеки, викам, чекај. Од каде ова се тука? Значи кога видов всушност дека има 2 пресоблеки, се јавив и вика, бе, неќе да ти кажам, ти не дај Боже се изнервираше, вика, ќе беше многу голем проблем, така што. Тоа е битно. Браво. Да. Microsoft асистент. Има нешто многу интересно за тебе. Колку години си на сцена? 32 веќе. И никако не одговараш на спекулации. Нели, да. А пази, многу интересна работа. Толку многу пишуваат и сакаат да ископаат нешто зелена, што ова е жива вистина, проверете си дома. Ако на Google пишеш Елена Ристевска, прво нешто Елена Ристевска швале. Тоа е прво нешто. Највеќе го бараат тоа. Добро, ова е наместено сега. Не е наместено, изгуглај ќе видиш. И ама никогаш не си се јавила да демантираш, да потврдиш нешто, да некако се така си оставаш што биде, нека си зборат луѓе. Тактика ти е или не? Зар можеш на 2 милиони луѓе да им објасниш, да им демантираш, да им на некој начин да им ја кажеш всушност правата вистина, кога едноставно прво излегла таа информација, тие ја восприемале и толку. Што год да кажеш, пола ќе кажат, видија се правда, така? Пола ќе кажат, кој знае дали е ова вистина, трети ќе кажат, леле, греота, што и прават на девојчево и така. Ама кога е ноторна лага, бе, но, Елена? единствениот одбранбен механизам кој и како со години го користам и ми успева, тоа е игнорирањето, бидејќи тоа е штедење на нервички, кои како ги имам се помалку. Океј, ќе чуеме Елена како пее уште нешто, но пред тоа време на славие, периодов ни е таков, нели, убав, фестивалски, божикен да речеме, и затоа ќе го чуеме нашиот Маријан Ѓоргиевски. Да, имаме стендапче специјално од Маријан за овој период од годината. Значи да го видиме Маријан за славите. И понатам одиме послави. Порано вака беше. А сега? Ете и кај нас дојде ова временското пореметливање. Што рече? Мислиш глобалното затоплување? Мислам. Сега кога ќе дојдеш на пример на слава, не се прашувате што ќе се напиете, туку гостите прво прашање имаат. Кој ти е паспортот на Wi-Fi-то? Ги сликат румкуклиците за на Инстаграм, кифлињата. Никој не премува, битно за на Инстаграм да има. Хаштаг румкуклиците на тета најубај. По некое време чичко ти вика: "Ај бе Јагода, мама, тетка Јагода во WC е пола сат." Сите да станат и пред WC вика: "Јагода, шо преш во WC, Јагода? Потивко задруга гледам на интернет." Ох, леле, летна работата. И по некое време во екот на политичката дебата, наеднаш само вика тетката: "Тишина, Аце од Франкфурт звони на Вибер." Сите гостите собрани тука да го видат Аце од Франкфурт да го поздрават. А тој од Франкфурт... Ате, честито славата! Фала за многу години да е. Да сте здрави живи. Да се враќа. Тука почнуваат рандом прашања. Роднините: "Аце може да не повлечиш таму сите? Аце, а кога се враќаш?" "За Божи." "Абе ќе ти велим со чичко ти правевме муабет, ако може еден голф петка да ни донесиш. Собравме пари, дедо ти да се порадва малце пред да умри, да види дека кола купивме." А целото видео гледајте го на еден профилите на Facebook, Instagram и така натаму. Значи одете на интернет и еден профилите, видете го целото видео од Маријан. Good nature за Елена. Витаминка за Елена. Леле, па ти ли само ќе ми даваш подароци и Вива премиум сокови, ти си звезда, немој. Ти си звезда. Елена Ристевска, дами и господа, беше ова.
уште се навикнувам со болката, сме веќе на ти. Па замислувам како спиеш и на срцево си ми. Ке изгледа на нас под еднакво среќата и тагата, но ти и јас исто ке значиме на секој јазик љубов. Животно ги памтам твоите раце, како нежно очи ми допират. Љубовта ја памти нашата среќа, давам се што имам да ти купам насмевка, до животно ги памтам. Вртам нова страница секој ден, до кога ќе се лажам. Но јас се лажам само себе, ти си најдрага, моја темна страна. Ке изгледат на нас под еднакво среќата и тагата, но ти и јас исто ке значиме на секој јазик љубов. До животно ги памтам твоите раце, како нежно очи ми допират. Љубовта ја памти нашата среќа, давам се што имам да ти купам насмевка, да ти купам насмевка. До животно ги памтам твоите раце, како нежно очи ми допират. Љубовта ја памти нашата среќа, давам се што имам да ти купам насмевка, да ти купам насмевка. Давам се што имам да ви купам насмевка. Здраво, јас сум Милена, а вие гледате Ето на Ира.